се пресметаат следните лимеси. Имаме лимес од x врз апсолутна вредност од x кога x тежи кон плюс бесконечност. Ајде да се подсетиме како може да се запише апсолутна вредност без користење. Функцијата апсолутна вредност без користење на апсолутна вредност. Апсолутна вредност од x е еднаква на x за вредности на x поголеми или еднакви на 0 или еднаква на минус x за вредности на x помали од 0. Во оваа задача имаме апсолутна вредност од x кога x тежи кон плюс бесконечност. Значи, апсолутната вредност или функцијата ОДК апсолутна вредност ја разгледуваме за вредности поголеми од 0. Па така овој лимес е еднаков на лимес од x наместо апсолутна вредност од x сега пишуваме x, уште една зашто бидејќи x тежи кон плюс бесконечност, односно x е поголемо или еднакво на 0. X тежи кон плюс бесконечност. Па така овој лимес е еднаков на 1. Продолжуваме со вториот лимес. Имаме истата функција, но тука x тежи кон минус бесконечност. Пак ќе имаме лимес од во бројителот имаме x, кога x тежи кон минус бесконечност, имаме помали броеви од 0, па така наместо апсолутна вредност од x пишуваме минус x. x тежи кон минус бесконечност. Овој лимес е еднаков на минус 1. x со x кратат, останува минус 1. Продолжуваме со овој лимес. Овој лимес може да се запише и како квадратен корен од 5 минус лимес од x кога x тежи кон минус бесконечност. Кога x тежи кон минус бесконечност, функцијата x тежи кон минус бесконечност. Па така, тука во коренот ќе имаме 5 минус минус бесконечност, значи ќе имаме 5 минус минус бесконечност. Ајде тоа ќе го запишам, ќе имаме 5 минус минус бесконечност. Ова е само објаснување. Кога имаме квадратен корен од x и x тежи кон плюс бесконечност, квадратен корен од x тежи кон плюс бесконечност, односно имаме квадратен корен од 5 минус по минус ќе даде плюс, 5 плюс бесконечност, или тоа е бесконечност, 5 плюс бесконечност е бесконечност, квадратен корен од бесконечност е плюс бесконечност. Продолжуваме со наредниот лимес. Имавме една теорема. Доколку имаме полиноми со ист степен и во бројител и во именител, тоа имаме дробно рационална функција на која што и бараме лимес и имаме полином во бројителот со ист највисок степен како и во именителот, тоаш лимесот е еднаков на количникот од коефициентите пред високиот член. Но сега ние вака ќе го решиме. Лимес пред заграда го и ставаме на високиот член во бројителот, тоа е x на квадрат, имаме 5 плюс 7 врз x на квадрат, така x на квадрат кога ќе го помножиме по 7 врз x на квадрат, ќе добиеме 7. Истата постапка ја повторуваме и во именителот, имаме x на квадрат по 3 минус 1 врз x на квадрат. Лимесот го пресметуваме кога x тежи кон плюс бесконечност. Да повторам, ова ваѓањето пред заграда го правиме доколку разгледуваме лимеси во бесконечност. Со други зборови, само кога x тежи кон плюс бесконечност и x тежи кон минус бесконечност. Не може ова да го правиме, пример, кога имаме тука некаков број, кога x тежи кон некој реален број. Продолжуваме понатака. X на квадрат со x на квадрат се кратат. Лимесот 5 и лимесот 3 е лимесот константи, па така лимесот 5 е 5, лимесот од 3 е 3. Лимес од 7 врз x на квадрат, кога x тежи кон плюс бесконечност е 0, додека лимес од x
Limes od 1 vs x na kvadrat koji x teži kon plus beskonačno, isto taka je 0. Pa taka, što ostanula ovo izrazu? Imame limes od 5 tretin koga x teži kon plus beskonačnost, ili to je 5, ili to je samo 5 tretin. Повторно, ова го правиме доколку имаме пресметување на лимеси во бесконечност. Односно, кога x тежи кон плюс бесконечност или кога x тежи кон минус бесконечност. Продолжуваме со задачата дадена тук. Имаме лимес. Лимесот, пак тука лимесот тежи кон минус бесконечност. Нешто слично како и во овај лимес, и во оваа задача, најпрво под коренот гледам дека највисок степен ми е x на квадрат, па така тој ќе го извадам пред заграда. Пред заграда вадам уметнот во коренот, ваѓам x на квадрат. X на квадрат по 5 минус 2 врз x на квадрат врз x плюс 3 имаме. Во именител во овој четврто, само ќе го препишам, имаме лимес од знаеме, квадратен корен од x на квадрат е апсолутна вредност од x. Во квадратниот корен останува 5 минус 2 врз x на квадрат. Што имаме множење, имаме производ во аргументот од коренот, па квадратен корен од производ е еднаков на квадратен корен или било кој корен од едниот множител по корен од другиот, од вториот множител. Во именителот ќе извадам x пред заграда. Тоа е највисокиот степен, имаме x по 1 плюс 3 врз x. Да не забораваме дека x тежи кон минус бесконечност. Нешто слично што објаснувавме тука со апсолутната вредност. Во наредниот чекор апсолутна вредност ќе ја запишам без користење на апсолутна вредност. Имаме лимес од кога x тежи кон минус бесконечност имаме негативни бројчина. Па така, тука би имале апсолутна вредност од негативен број. Апсолутна вредност од негативен број е минус x, тоа што го објаснувавме за првите два лимеси од оваа задача. Имаме минус x по 5 минус 2 врз x на квадрат, долу имаме x по 1 плюс 3 врз x, кога x тежи кон минус бесконечност. Ајде да видиме што имаме. Овај x со овај x се кратат. Че горе останува овај минус. Лимес од 5 кога x тежи кон минус бесконечност е 5, исто така и лимес од 1 кога x тежи кон минус бесконечност е 1. Лимес од минус 2 врз x на квадрат кога x тежи кон минус бесконечност е 0. Исто така и лимес од 3 врз x кога x тежи кон минус бесконечност е 0. Па така, горе останува минус квадратен корен од 5, че минус квадратен корен од 5. Имаме во бројител, додека во именителот имаме 1 по 1 плюс 0, што е 1 или овој корен е еднаков на минус квадратен корен од 5. Ајде да видиме каква грешка може тука да направите. Може да направите следната грешка. Квадратен корен од x на квадрат да напишете дека е x, а не апсолутна вредност од x, па потоа нема да го имате овај минус кој што тука го добив. И така задачата би ви била погрешна. Уште еднаш повторувам, оваа постапка со ваѓање пред заграда се прави кога бараме лимеси во бесконечност, кога определуваме лимеси во бесконечност, односно кога x тежи кон минус бесконечност или x тежи кон плюс бесконечност. Да се пресмета следниот лимес. Имаме лимес од квадратен корен од x на квадрат минус 3x минус x кога x тежи кон плюс бесконечност. Ако допуштиме x да тежи кон плюс бесконечност, x на квадрат ќе тежи кон плюс бесконечност. Па така ќе имаме тука бесконечност минус бесконечност, што ни е неодреденост. И уште еден тука минус бесконечност, што пак ни дава некаква неодреденост. Значи тука бесконечност минус бесконечност не е нула прво, затоа не може понатака да продолжиме
така да го пределуваме лимес. Најпрво, овој израз ќе го рационализираме. Имаме лимес од квадратен корен од x на квадрат минус 3x минус x ќе го помножам и поделам со квадратен корен од x на квадрат минус 3x плюс x врз квадратен корен од x на квадрат минус 3x плюс x. Како да сум го помножил изразот со 1. Зашто го правам? Ова пак да добијам некаква разлика на квадрат. Го пресметуваме лимесот кога x тежи кон плюс бесконечност. Сега да забележиме, тука имаме квадратен корен од x на квадрат минус 3x минус x по квадратен корен од x на квадрат минус 3x плюс x. Пак ја имаме таа формулата за разлика на квадрати кон плюс бесконечност. Или ова е еднакво на квадратен корен од x на квадрат минус 3x на квадрат минус x на квадрат. Во именителот останува овај израз, односно изразот квадратен корен од x на квадрат минус 3x плюс x. Тука не треба коренот. Продолжуваме понатака. На лимес од квадратен корен од x на квадрат минус 3x на квадрат е еднакво на x на квадрат минус 3x минус x на квадрат, значи коренот со квадратот се кратат, x на квадрат, врз изразот во именителот само ќе го препишем. X на квадрат минус 3x плюс x тежи кон плюс бесконечност. X на квадрат со x на квадрат. Па овој лимес е еднаков на лимес од минус 3x врз x на квадрат минус 3x плюс x кога x тежи кон плюс бесконечност. Ајде да видиме што добивме тука. Пак имаме некаква неопределеност. Да забележиме во коренот и кога x тежи кон плюс бесконечност, x на квадрат има тежи кон плюс бесконечност, минус 3x кон минус бесконечност. Бесконечност минус бесконечност не може такво нешто да направите па да пратите понатака. Оваа задача ќе решиме на следен начин. Имаме лимес од минус 3x, во овој чекор ќе го препишам. Сега, во овој чекор, во коренот ќе извадам x на квадрат пред заградата. Во заградата ќе имам 1 минус 3 врз x. x на квадрат по 3 врз x ќе даде по минус 3 врз x ќе даде минус 3 врз x. Понатака плюс x ќе го препишам, имаме x тежи кон плюс бесконечност. Продолжуваме со решавање на задачата. Имаме лимес минус 3x, и овој чекор го препишувам. Квадратен корен од x на квадрат е еднакво на апсолутна вредност од x. Немој да заборавате апсолутната вредност на x кај квадратен корен или кај корен или кај сите парни корени, четврт корен, шести корен и така натака. Имаме апсолутна вредност од x по квадратен корен од 1 минус 3 врз x. Значи, овој израз, квадратен корен од x на квадрат по 1 минус 3 врз x е еднаков на квадратен корен од x на квадрат по квадратен корен од 1 минус 3 врз x. Квадратен корен од x на квадрат е апсолутна вредност од x. Тука имаме плюс x. x тежи кон плюс бесконечност. Имаме лимес минус 3x. Сега, овој чекор ќе ја заменам апсолутната вредност. Односно ќе ја запишам без апсолутна вредност. Кога x тежи кон плюс бесконечност имаме позитивни броеви, па така, апсолутна вредност од позитивни броеви може да се запише како x. Значи, апсолутна вредност од x е еднакво на x, кога за x имаме
броеви или вредности поголеми или еднакви на 0. Во случај x тежи кон плюс бесконечност, па имаме такви броеви. Имаме x по квадратен корен од 1 минус 3 врз x плюс x тежи кон плюс бесконечност. Понатака имаме лимес минус 3x во броителот. Во именителот пред заграда ќе извадиме x. Во заградата ќе имаме квадратен корен од 1 минус 3 врз x плюс 1. И тука x тежи кон плюс бесконечност. Овој x со овој x се кратат, па така имаме лимес од минус 3 врз квадратен корен од 1 минус 3 врз x плюс 1, кога x тежи кон плюс бесконечност. Ајде да видиме што имаме тука. Имаме лимес од минус 3, кога x тежи кон плюс бесконечност, лимес од константа знаеме е константа, значи ќе имаме лимес од минус 3 е минус 3, додека лимесот од именителот е следен. Имаме лимес од 1, во кога може лимесот да се метне, имаме лимес од 1, што е 1. Лимес, кога x тежи кон плюс бесконечност, од минус 3 врз x е 0. И исто така лимес од оваа константа е 1. Па така се добива. Лимес од минус 3 е 3, додека во именителот имаме лимес од 1, кој што е 1, но тоа е под корен, значи имаме корен од 1, минус 0, лимес од 3 врз x рековме е 0, плюс 1, или ова е еднакво на минус 3 половини. Уште еднаш, важна работа кај задачите во кои што имате квадратен корен, четврт корен, шести корен и така натаму. Мора, да речам, ако имате нешто вако, ако имате квадратен корен од x на квадрат, како резултат да запишете апсолутна вредност од x. Ова задача може би ништо тоа не би ни сменело, речи имаме позитивни вредности, но видовте во претходната задача, кога x тежи кон минус бесконечност, имаме по 1 минус, кој што ако на овој начин не ја решите, односно ако погрешно ја решите, нема да го добиете никаде во задачата.